Здраво, другари, здраво криптореволюция. Много съм срекен и вчера трябваше да направям видео, али не можех, имам в гости и секогаш, брат, ке 7-5 дена, например, да речеме сам, нищо няма да се случи. Ке отидам некъде да помага на някой другар, милион работи, апдейти и чуда. Ке 7 дома, ке дойдат другари, тогава и нещо си, стар Атлас, ке вземат, ке направят апдейт. Значи полека видеята за Star Atlas почват да се гледат. Изгледа македонските геймери се будат малко от малко. 264 не е лошо. Дека беше другото. 333 не е лошо. 210. Това не е лоша бройка за толкова геймери да се купили овие луѓе само DAO, Polis токено и да се купили по некое бродче. Не е лоша бройка. Али ке се описменат скоро, не е проблем. Fleet Rentals. Значи Fleet Rentals, човече е голема работа. Ово е луѓето, ще ви кажу, в тия ще нямат пари да купуват бродови чуда. Ке можете да рентате. Значи не е лошо да... Ово вчера, за жал не можев да снимам видео, али беше колко, брат? Ово палит нас сега 10%. Паднало е. Знаем дека ќе лита, сега ќе ви кажем и зашо лита. Затоа што има друг апдейт от вчера. Значи то после ќе отидам. Значи не е лошо да се више има. Да речеме за $100 да се има Star Atlas DAO. Star Atlas Atlas. Леле, много ме нервира ово што се го ставили така. Добро, она е DAO Polis уствари, ова е Atlas, ама она е DAO Polis, ама бръка, разбираш. Значи не е лошо за $100 да речеме да си има ово чудо. Не е финански совет, ово е чисто и аз си сборам сами со себе си. Комплетно луда личност. Значи не е лошо да си има за $100 Атлас, сега ќе ви кажем и зашо. Значи со него, сигурно ќе литне на цена, значи колко беше 0.33 беше паднате доста. Нормална цена е да се движи измеѓу 0.33 и 3.018, то не е лошо. Другата му беше 0.66, тук е сигурно ќе даде помалку. Деко дойдов тамо. 0... Да, най-нормално, на Cointelegraph, ово на CoinMarketCap, секој ще покаже от друго. Значи 3.066, ама 3.060, значи измеѓу 3.060 и 3.017 е нормално да се движи, значи може да се трейда, да се флипа, да се онаде, али пукате го това чудо. Зашо? Да речеме, нямаш пари да купиш за нормална флота да се состави, сега ќе видите доле. Значи $4-5 флота да се состави, немате пари да се состави, купувате си да имате Star Atlas и да имате и Polis DAO, да ги имате и двата, на коя цена се, че да им рефреш дали е летнал после апдейтите. Биткоин много е дупче работата, брат, шопая. То 0,50% на биткоин пад не е мала работа. Пошо това влече доста надоле, и колко и да има апдейти го влече па надоле Атласо. Али не е лошо, да речеме, и аз, например, нямам $5,000 за флота, купувам $100 DAO Polis и купувам Atlas и си ги чувам, така ли? И сега викат, представяме, ово го преведам, нели? Не е лошо да се знае английски, ама мислям повечето геймери ка нас не са перфектни в английски, ама знаят да читат, брат, писмени са и повече от мене ще се вика. Знаят да читат, да сванат и да разберат. Значи представят го Fleet Rental. Play and earn your way. Значи играеш и спечалваш. Значи няма виж тук кукани, брата, ама я нямам $5,000, $10,000, $15,000 за бродови. Типчинята, виж го пущат ово чудо. Мислям пущат го. На март 5, март 5, значи имате цял месец, що се вика. Цял месец. Да, скоро цял месец имате. Значи ово е на 5, сега е 14. Имате, другари, 20 дена, просто кажено, да се спремате, да си купите токени и си чекате Fleet Rental. И тия ще разбирате. Сега не сите, брат. Гледам, има некои луѓе, брат, купуват бродови, а поема нема шо прави. И добро, други има, па викат купуват бродови и чекаме само да го продаваме. Окей, супер. Значи чекате да го продават. Лошото е, що има 10 на 20 луѓе, шо поема нема шо правят, разбираш ли?
и ме прашуват нон-стоп по поръки. Значи, другари, не е за по поръки работа. Трябва да сте геймер, трябва да разбирате. Ако купите висше бродови, чекайте да се качи на цената. Тия ще сте и купили бродовите на 80-100 долари, а тия бродови си били 900 долари, чекайте да се качи там на сума, коя ви отговаря и го продадете. Ако не го рентайте, са вие ги рентате бродовите, не може да ги продавате. Значи автоматски да генерирате, ги рентате, значи от други играчи, да речем от мен. Мислям, от мен е тежка работа да рентате сега. За сега сигурно няма да изключвам тази флота от чудо от пари. Значи сигурно няма да изключвам тази флота, за да... забрив да се логирам на... Трябваше да се логирам. Добре, това на края на видеото ще се логирам. Значи тежка работа я да изключвам флотата да ми копа. Хайдроген, кое го претварям у фюел. Пошо, я за жал сега... Чекай да гаш. За жал и мора да продавам сега фюел, няма да може да го чекам на 3.020. Значи ки трябва да го продавам по оваа цена, го више стави да се продава. И сега много играчи има, от цял свет и тук више, гледате, по-бавно иде нивната такво, ама ке оправят, ке се оправя. Сега, значи от и апдейти има и сите купуват бродови, сите купуват, кажи го, Atlas и DAO. Всеко ще има такви, да не ги псувам, брат, ке им блокират видеото, гледай го сега, брат. Аз съм ставил, аз съм най-големия кито играта за гориво. Така ли? Опа, тук изгледа има един друг. И чекай, защо не ми го... не съм логиран. Ово, пък ако се отлогира, бракя... Добре, аз съм ставил защита, разбираш ли. Ставил съм защита. Продавал се за 144 долари. Защита ми е ставено на цели на мене саат, мислям да се гасе. Да се заключва волето. И затова забравих дека един саат помина. Сега губам, брат, минути. Много съм нервен така, брат, ке спремам, ке онадам и гледате, вие викате лесно е, брат. Замислете си да правите професионално видео, разбираш. И почнете да сборите, видеото трябва да е 20 минути, кратко, дрън-дръняриня и изнервирате се и изгубите го целият текст. Затова, брат, че аматерски видео. Тук в интата да се, шо по-бързо да се фърлят, кажи го, информации за народа да упадне да прави парички. Аз съм ставил, другари, няма друг. 650 милиона гориво, около 1400-1500 долари е това гориво. То съм го изкопал. Значи гориво. То съм го изкопал, то е мое гориво. Разбираш, то е мое гориво, кое ще сакам да го сменам за... моментално сакам да го сменам за станици и за... дека се надава, и за екипаж. Шо повече екипаж трябва да си купим. Значи сега екипажа е на $2.88. Я овие 2 месеца около колко 3-4 долари лупнав за екипаж, станици купив и някои други там ситници ще изнакупував. Солана, DAO купив за около колко беше едно $500. Не, Atlas купив за едно $500 да имам за крафтинг. Значи овие се много ефтини. Тук станицата има 15 за $20, значи целта ми е, ако продавам за $1500, я не планирам да го продавам, ако го продавам да купам шо повече станици, берем за $500 да купам станици и за $500 да купам екипаж и сакам да купам за $1000, ке ви покажам, сакам за $1000 да купам 560 хиляди, ке ми трябват, сега ке ви покажам, ке ми трябват 560 хиляди Atlas, за да ги заключам тук. То още не е апдейтирано, мислям дека сега е 4 подред или 5. 560 хиляди и после ќе ви го покажем защо. Значи у играта да ми се намалят фи, total фи, да ми се намали крафтинг, шо ки го има, ама то отом потом. Значи давам образложение защо я бев кажал дека нема да го продавам горивото на изпод 0.20. Брат, много има, брат, много ме нервира от таа Америката интернето. Ме нервира, кога ќе кажат нещо, апдейт, па да, и от самата игра трябва да ги сголемат тия сервери и чуда, брат. Трябва да ги сголемат.
Значи, гледай ги овие лудите и они продават. Брат, гледай, ово ќе ви видам, ќе ви покажам дека се непрофесионални, во какво каже го, геймери. Па брат, кито колку е, па ставете сите бе, брат, и ние сите кои ќе држиме тука таа цена, не да става, гледай шо симнува. Кога ќе држиме сите таа цена тука, разбираш колку сум јас ставил, значи оние сакале некеле нема то, не можат да ги продадат да идат испод тоа, додека не купат тука, разбираш? Значи, шо да кажам. Како и да е, сега сум многу возбуден за тоа, така брмлям. Многу јака работа е. Значи, тука имате детално опишено како работат тие рентали. Значи, автоматски ќе биде. Се ќе биде комплетна автоматизација, значи за многу полесно за сите геймери и што разбират, што не разбират. Нема да има middleman, нема да има никаков ризик, значи ја, например, моја флот од 50.000 можам да ставам да се рента без никаков проблем и без да се секирам дали некој ќе ми улезе да ми ја разформира флотата, и флотата да ми ја уништи делит, например, кога иде. Она не се уништува, али мен ке мојата флота е голема, околу 400-500 атлас ке кошта, значи то се не е кој знае колку многу, 400-500 атлас, баш да видам колку е 400, 500 атлас да речеме да формирам флота од како ќе, например, ја ако сгрешам негде да отидам негде, лесно можам, имам нели атлас, кицум и да купам, да ја уништам таа флота, 18,90 нека е. Скоро $1 ќе ме кошта да ја формирам, ама они не може да ја уништат таа флота, ама да речеме у тај дел ја ако сгрешам нешто, можам да идам делит на флотата и да се формирам нова за $1, братче. Иначе флотите тука, требаше да се логирам на нова, флотите тука се креирани и копат бесконечно додека не ја уништам, разбираш. И ќе ме кошта $1, за помала флота ќе ме кошта и помало. Значи нема никаков ризик за тие што ќе ги рентаме флотите. Значи нема да може да не ги продадете, нема да може екипажот да го делите или делови од бродо што има оружје чуда, нема ништо тоа да може да се пипне. Значи многу јак систем ќе изградат и се рентат. И дека беше само чека интересното. И вие другари, тука. Вика например, за флота да се креира од 16 Armstrong тип, значи Armstrong. Майнор ли беше Armstrong? Да, брат. Ајде, милион луѓе. Сега сигурно седат, кој знае колку седат, братче, на овој, сега тражат бродови чуда. Ово е исто како луѓе вебсайт за коли. Ако некој ударе реклама и сега сите седнат, брат, ќе ги тражат тие автомобили и треба нон-стоп рефреш да правиш. Значи, Armstrong тип. Ево, Armstrong тип. Ово бродче од... Ама ако тоа е добро, нека замрзнува, братче. Нека замрзнува, чим има толку многу луѓе. Нека замрзнува. Значи, самата компанија го продава 860, тоа е майнер, а има тие трейдерите што имат заклучено за $100,000 Атлас, тие го продават, гледате, за поевтино. Значи тоа чудо е $860 орге, майнер, така ли? Значи самата игра ви дава пример. Значи наместо да купите 16, значи за да копате хайдроген ја копам хайдроген, майнинг хайдроген, гледате, ја копам хайдроген и тај хайдроген сега не можем, тука гледате, тај хайдроген сум ставил in progress, значи 3 хайдроген е еден фюел. Јас сум ставил екипаж унатре и сум ставил за 47 сата, треба да ми изкопа, да ми изкрафта 100 милиона фюел, вие може да си го пресметате тај фюел колку кошта пари по таа цена тука. Значи, јас сум ставил да се крафта, тука, значи, некој нема. Значи, ако сега моментално некој кит стае храна, food, стае, иде resupply, да речеме 1 милион, на мене од 40 сата сигурно ќе падне на 20 сати.
Значи на пола, мислам, може и повише да се с големо. Ама другари, ја моментално со мојата 4 флота што имам голема, ја крафтам. Тоест со екипажа што го имам. Еден е екипажа што ми е у флотата, друг е екипажа што ми е у самата CSS устор Starbase, што ми е унатру базата и што крафтам. Значи што е финтата. Тука ти покажува. Наместо да купите 16, значи кои што моментално коштат $4500, вие можете да изрентате таа флота, да изрентате и ќе правите 16,272,872 units of hydrogen a day. Значи тај моментално се продава за 5544 Атлас или т.е. $8.87. Ама ја не го играам така. Ја не го продавам хайдрогено. Значи јас сум инвестирал, копам го тај хайдроген, и го ставам да се крафта со екипаж, што исто кошта пари да се купи. Гледате, моментално да купите екипаж е $2.89. Багемите екипаж ја имам. Значи, што повеќе екипаж имате, што повеќе за кратко време, за што по-кратко време вие го крафтате. Значи, што повеќе имате екипаж на овие цени купено, значи после кој знае колку пари ќе биде, не знам. Значи, ја го крафтам и после ќе го продавам горивото, јас си бирам цената. Ја ќе си бирам за колку е. Нема да го продавам хайдроген, че ја го крафтам, што кошта и плюс Атлас. Значи, сега ќе видим, јас си извинувам, кафешемата му ударил мозок. Значи, тие 100 милиона долари, тие 100 милиона фюел да ги скрафтам, сум дадел 6517 Атлас. На тогашната цена, пред неколку дена што сум ги ставил, е коштало $11. Значи $11 ме кошта да ги скрафтам ја овие 100 милиона фюел. И ќе си проценам ја на која сума ми одговара тука да ги продавам. Значи, гледате, значи може, нема шо потреба да купувате бродови, може и да ги рентате. Да купите бродови, треба да купите и екипаж, треба да имате и чудо од работа и да разберат. Ама сакам да кажем, полека игра да се развива, на 5 март, тоа ќе стане достапно и за луѓето што ви кажав, да купите 100 и после ќе видиме, нели, тражи да речеме за $100 у Атлас или у DAO, за $100 у Атлас да ги изрентате. Значи, ќе има различни флоти, ќе си изрентате една флота и ќе си играете, брат. Ќе си копате хайдроген или, братче, не мора хайдроген. Гледајте што е интересното. Че тука да идеме. Видите ресурси. Гледајте, луѓе, имате многу опции. Многу опции имате да копате, па да ги претворите у муниција, да копате, па да ги претворите у у кристали, у гориво, у храна. Значи сега најризични се гориво, храна и и муниција. Значи и тулкит. Тие се највише трошат, овие другите сите на ризик. Значи копате различни ресурси, копер, карбон, да речеме, копер ор, копер wire, чуда, копате диаманти и ги претварате, крафтате ги и вие си одлучувате шо за таа флота што ќе изрентате. Хайдроген како изгледа. Вие си одлучувате за таа флота што ќе изрентате, што да копате, што да го претворите. Например, ја копам хайдроген, претворам го fuel. Вие што да копате, што да го претворите и што ви се највеќе сплаќа. Во е сериозна економија тука, гледате, имате маркет, например, сакате да копате муниција. Сакате да копате за муниција, копа се таму, ви дава муницијата што да копате. Чекај. Тоа па сега ми е уклучил, нема да може. Не, тебе. Да речеме сакаме муниција, така ли? Значи гледај што вика. Треба да копате копер. Така ли? И ќе скопате копер, ќе го ставите екипажо у Starbase, нели јас сум Устор CSS, вие луѓето или воземјаните кои сте избрале. Јас ја играм Устор, повеќето македонци сме Устор, да знаете, роботите што се. Значи, копате копер, ставате екипаж, плаќате си
крафтинг фи си плакате у Atlas, колко ке ви кошта, ке ви го пресмета автоматски. Одете тука Max, например, ке ставите, например, ке ставите колко имате екипаж и ке си ставите quantity тука, ке ви покаже колко и ке си го изкрафтате и ке си го продавате на маркета, ке си го продавате то гориво. Ке си продавате тази амуниция, разбирате ли? Муниция, храна, гориво и тулкит най-више ке се трошат от и флотите най-веќе го трошат тоа, флотите го трошат тоа. А оние другите работи се да се напредуват станиците, да се крафта бродови ки има, да се крафта други работи што ќе ги измислат. Некои бродови може да се крафта, значи луѓе, ово е отворен маркет, гледате, ово е у конзумирачки работи, ово е у ресурси имате уште многу повише. Гледате колку ги има, гледај колку ги има, значи што можат да си изберете што да правите. Значи цела економија може да истражите. Чекај да имам само друго што беше. Значи ако разбирате да се помачите, да читате, да видите што највише на маркетот се исплаќа, со стокче да си почнете полека, наместо да играете игри финтата и наместо да играете игри Counter Strike, WoW, Dota без пари, луѓе по-добре да играете овакви работи, да почнете да ги разбирате работи, додека не се упаднале 3 милиона, 5 милиона играчи, да си упаднете, да си крафтате, да си рентате бродови на после 5 март. Имате до 5 март да ги проучите целиот маркет, братче, што се исплаќа, што не се исплаќа да се копа. Значи тие што кукате, брат, нема, брат, ќе се стае да се рента, со мала сума може да се почне, ама сега нема одма $100,000, братче, полека, по $1, по $2, по $3. Брат, од игра да земеш $1, да правиш $2, $10, ки ме извините, ама ние сме играли игри цел живот без пари, така да доста вече, брат, тие игри съм ги стопирал сите без пари. Време, братче, да почне да се прави пари од игри. Задоволство, парички. Кој сака повише да си го прочита. Друго, што се отвара исто, гледате, за, што ви кажав пред некој ден тие што пратите. Значи, например, тие бродовите, чека само да го најдам, највише што се исплаќа брод, мислам за македонски услови, да речем, може да се почне бизнис со карго. Ова е за 36 бројки се продават за $24. Оригиналната цена му е $135. Сега проблем е што вие треба да купите уште 2 екипаж, значи на $26 кои ќе додадете по $3 екипаж. Сега проблем е уште овие бродови се продават без овие компонентни. Значи не знам како ќе биде со тоа, например, ќе треба кога ќе ја пуштат скрос играта, ќе треба да се купат и тие компоненти за бродот да стане појак, ако не ќе биде скрос само школка и екипаж. Значи 2 cargo small slot има, interior coming soon, station, како се читува, Station. То не знам што беше, не ми текнува што бев читал за него. Значи, јакото на ово е предноста што е транспорт, фактички и карго, и плюс гледате за сите средини. Интересното е што гледате, ќе можат у иднина, и оно и сега може, значи такви карго бродови ќе требат. Тука е стајано вај, а таа е стварно многу јак, ама е $200, мислам дека беше. Немам кеш, не ми иде со флип, многу е паднано овоа алткоините. Компанијата го продава $645, гледај некои лудаци за 199, за 200. Ово е многу јак, гледаш карго. Значи, шо ту карго small slot и fuel, што може доста, и самата игра ви дава хинт тука, гледате ли? Ви го е ставила, значи кои се најдобрите според нив. Сигурно нема да го стават за джабе. Значи, гледате, самата игра ви го онадува, ви го прикажува, што се вика, ви дава хинт. Значи, гледајте луѓе, тие транспортни бродови ќе вршат многу голема улога. Значи, секој ќе сака да изрента, нема пари, ама секој ќе сака да изрента карго, шип, разбираш. И
не само што ќе рентат, ќе треба да купувате гориво и муниција и храна. Toolkit зависи за поправка ќе се користи, ја до сега не сум го користил. Значи, ќе купуват тие работи, значи маркетот ќе се зголеми се повише и повише после 5 март и кога ќе се зголемат нели се уште и народот чека, лоше и европјани и македонци, американци, сите чекат играта е тенна сигурно да отиде нагоре и не е проблем у Америка да купуват и на големи суми, оти Америка брат взимат големи плати. А Македонија на големи суми не може да искупите, така да ризико е поголем нели, али на помали суми ако се купе и да се знае што се прави, да сте играли овакви игри, да разбирате, моето видео колку толку да ви помогне. Значи слободно пишете коментари на кои што нема јасно да објаснам. От ја сега друго, ја знам играта и сега само што ми ни лита на мозок и пукам, разбираш, кажувам. Тоа не секој може да разбере што брмблам сега на брзина, не, или не може да се концентрирам, од сум возбуден. Треба да изчитам уште нови работи да гледам. Значи, другари, тие чуда, тие транспортери, ќе качувате луѓе, ќе ви ги рентат, ќе сакат луѓето да си ги однесат од една база од друга. Чекај, другари, ставам на пауза. Чекај, другари, само да видиме, значи паузирав го. За да тоа ми е тука екипажот, дел од екипажот, уште има работа да се направи. Некој добро. Значи Fleet Command, другари, ја не знам зашо ви го прикажам, оно ми е програмата, што нема потреба више тоа демоде. Другари, чудото, гледајте колку работи ќе имате, планети и чудо, чекајте додека се онаде, ово сериозно големо. Ово е уживо, не е дека играта касни или нешто. Значи ово, другари, е уживо, замислете си. Ово е уживо поврзано со блокчейн целата игра. Секоја трансакција, се што мине низ играта, испукан куршум, гориво потрошено, toolkit, што се копа, се живо, другари, е имплементирано. Краш, значи, не ми е јасно зашто се крашна. Другари, апдейт ми направи самата игра. Значи, другари, гледајте, вселената колкава е. Чуе, брат, не може да го стабилизирам. Значи, гледајте колкава е чудото. Гледајте. Значи, тука може ово се живо да се истражува, да се купува, да се тепате. Ама ме брат, шо биде ово? Зашо не може да го стабилизираме? Таа OBS програмата ми прави многу големи проблеми, сум забележал. Значи, другари, гледај, секоја планета, гледајте. Гледајте флити колку има, флоти, гледај. Значи, ова е майнинг, ова е само паркирана, майнинг, гледајте луѓе. Ово се вистински играчи, кои што копат у тај сектор. Друга. Гледајте колку има луѓе. На секоја планета има си флоти у секој сектор и копат, разбираш. Уште појака графиката ќе биде. Ово е уште изработка, играта уште не е готова. Значи се појако ќе се гледа. Сеќавате се што дека почнавме, другари? Сеќавате ли се на ово чудо? Сеќавате ли се на ово чудо? Овоа е овоа. Значи од Тетрис уидоме на Марс. Значи јас сум пресреќен, значи испаднав управо, значи играта напредува, значи вие од овоа, од Тетрис да стигне до нанотехнологија, знаете вие помладите Тетрис кои играевме, па до колку години ни требаше да стигнеме до овоа. Јас сум 40 години. Значи Тетрис сум играл код дете, че после 40 години стигнувам до овај дел, така ли? Не е 40 и пред тоа играевме, ама така е зборо, сваќате ме што сакам да кажам. Значи оваа игра, брат, за 3 години. За 3 години. Од овоа поле, другари, еве го овоа
До ОВО, да не се лажеме, братче, Буйрум, айде направете игра. Трябва да видам тук на тастатурата какво се движи. С оглувчето нещо не ми иде. Значи от ОВО, другари, да стигнем до ОВО и още ке се гради, ке има и нови. Значи да не се лажеме, другари. ОВО чуда напредва, гледайте, можете да влезете, да видите колко активни флот има. Значи ОВО е все играчи, луги. ОВО е все играчи, може да зумирате, чуда. Ги брочинята. Сега се направени така скейл, значи доста мала. Мислям си се гледате како исто, иначе по големина са различни. Значи не може да ви покажем по-детайлно, защото OBS студиото стварно много ме коче. Трябва да го решим този проблем. Не бива, нем да направите грешка. Никогаш живота да не инвестирате в лаптоп, другари. Никогаш. И аз ви кажав да не се жалам, купив го затоа што се селам од еден стейт до друг и трябваше си имам за Македонија. Значи не може да се оставам добър десктоп от 4-5 долари. Значи това е пред 3 години го купих 4 или 500 долари, а после 3 години ово шпора, гледате го. Коче, надува, значи и това Alien, братче, загрева много. Значи не ми се инвестира сега в лаптоп пред Bull Market-о. Значи свакате ми що сакам да кажем. Аз си кажувам реално шо е. Не, ам милионер, тук е братче найки лаптоп и чуда да купувам. Утре излезе лаптопо, айде братче, утре излезе телефона. Не брат, я инвестирам в играта. Това се продава на Bull Market, брат. Сите вие сега ще имате пари за телефони. Сакал да купя 1200 долари Z Fold, онай път ден ми пишува. И Доро шо ги правиш с Z Fold е на масата ми стоя. Не купувай Z Fold, инвестирай в играта му кажав, купи си станици, купи си екипаж, купи си тръгачки бродови, купи си карго и почна да играе и вика, ей брата, какво прави пари? А мобилен ако купиш Z Fold, шо ги ти правеше? С извинение, нека се курчиш на масата, ке ти видяла неко тип. Пише брат, тия женски да гледат, више со вселенски брод трябва да литаш, за да ти видиш женски. У наше време беше да гледат телефони. Сега гледат више вселенски брод, ако имате някой Мерцес вселенски брод, Volvo някой вселенски брод, че нещо Майнбах, тия стилови, братче. Дай излезете от тази филм за женските ки купил, за да го гледали на масата, брата, бе, върнете се реалността. Македония няма леп да ядете, бе, другари, платите се мали. Место какво? Кажи го, место че да изключам скрос, место да уложите пари, чекай тук да Адам ти знае да се подигне и да ме коче, место другари да уложите, златна шанса ви се окажува, во не ви тераме да уложите, значи я ви кажувам опция, ви може да си останете с стария мобилен телефон, наместо да купуваш нов, инвестирай в Bull Market ОВО, напри си парички, после ки си купиш 10 телефона, братче. Това ми е мобето, разбирате ли? Значи, каргото ки има улога, ке може да си играе, една улога ви покажа тук, че вие ке може да рентите флоти и да копате. Другата опция у играта ще се отваря другари. Значи играта шо има? Пуцачина, ки има тръки, ки си играят за пари, ки има борби, комбат ки има едни со други вселенски бродови, ки има да се рентат флотите, за сами вие да ходите да копате, и гледай, ки има каргото да се рента, и с това карго вие ки изтражувате да копате различни работи на маркето да си купувате и си продават. По-утре да си соберете за ваши бродови. Разбирате ли ми, що сега да ви кажем? Феноменално, брат. 300 луги гледате, не ми вика, брат, що си губиш времето, за 300 луги снимаш, трябва да гледат 10 000. Ич да не гледат, брат, 300 луги да успеят да почнат да играят. Замисли си 300 геймери от различни градове в Македония. Да почнат да трейдат, да играят со карго, да научат трейд, да научат пуцачината, например, има много яки луги за кантер. Замисли от кантер ще играят да се префърнат да играят тук, да се борят за Атлас токени, наместо да играят кантер за безпари. Замислете си колко играят со тръки. Значи да се борят тук, да се тръкат за Атлас токено. Да трейдат, брат, да имат инкъм. Аз съм пресреки на Македония да имат макар и за кафе, ако сега не ги потрошат после. Мала трябва да имат замисли от това игра да направят пари, да си купат Cardano, да си купат DAO, да речеме, да го заключат тай DAO. Значи, лугито трябва да почнат да играят игри за пари да правят, не брат само да играят. Гледай, има Combat Mechanics later this year, значи оваа година, брат,
Трябва до края на годината, мислям, трябва да излегне и комбат. Значи тя е комбат, тия бродови, значи военни бродови, тай типа ще беше купил, кой беше типчето, ще ми беше пишал, тук ли ми беше пишал, брат, чекай да видя. Да видим само. Не е ново видео. Значи сигурно ново видео ми е коментирал. Да знаете, другари, първият коментар ми излава. Трудам се да ви върнам на сите и до сега на сите съм върнал. Ама, когато ми ударите на моя коментар, реплей, когато ударите, то за жал не ми излава. Това ли беше, брато? Не бе, брат, кой беше коментирал някой дека го е купил? На кое видео е, брат, че то? Беше ми, какво е, беше ми коментирал? На кое може да го е коментирал? Беше ми коментирал дека го купил тай големия брат от $950 за $95 ли беше пишал? Нека пише у новото видео, нека пише. У новото видео нека пише, не ми текнува на кой беше. Беше пишал, ке се препознае дека го е купил овај брат. Беше го пишал дека го е купил medium size ли беше taj брат, само да видя. Чекай, я поке го найдам овака. Или small беше. Да. Овај брат мислам дека им беше пишал брато дека го е купил. Овај брат от $930 го е купил за 80 или $93 беше напишал дека го е купил. Значи ово е тоа. Ово другари е тоа. Кој ќе има мисии, значи ќе има мисии, ќе се тепаме едни меѓу други. Значи вие со овај брат, јас со овај, кој подобро го управува, ќе се тепаме за токени. Значи ќе се тепаме, ќе има борби меѓу нас и дури ќе има кладење, значи тоа го беа кажале сами след си, ќе има дека го другари да се пофалам, верифицирам ми акаунто, бурум, значи имам нов ми е што се вика, нов ми е, мислам не го користе толку много. Значи верифицирам ми е, јас следам многу повише за информации, значи 969 ме само следат, ако сакате да почнете да ме следите, за тоа што ќе планирам да го направам на македонски. Значи ќе споделам и например на македонски ќе напишам какво каже го. И не е лошо, тука може да пишувате исто коментари, много по-бързо ги читам тука коментарите, отколку на ово. Престанете да ми пишувате пораки на месенджер. Блокиран сум, не ми излават, престанете. Почнете да ми пишувате на YouTube канала, почнете да ми пишувате пораки. Тука, гледаш $15 и 20 е само от гледаност, фала ви на сите, значи уште не ми е одобрен, верифицирано ми името, не ми е одобрен адресата, уште чекам да ми е одобрат адресата, за едно месец време ќе ми пратат пин. Трябва да го несам пино и да го надат. Кога ќе стигне $100, ќе трябва да ми го отключат. Я планирам да видам што ќе купам тука. Бродови, за вие да некако да имате профит. Ке го измислям тоа, не знам. Да флипнам што е како е. Че парите ќе бидат за вас или награди, ќе видиме. Значи, Shop Brumblov. Тражев го да ви покажам дека ќе има. Следете луѓе вакви работи, има giveaway. Значи 50,000 атлас, значи гледаш што е. Значи тоа е верифицирано е. Like, repost, follow Super Phoenix DAO и follow Star Atlas, разбирате ли? И следете такви работи. Значи гледате тука, ќе ме додаете на Twitter, ќе ставите се живо од мене да ви излава. Ќе ставите, например, на Вагнер. И ќе ставите тука, ја го исклучив. Тука па него дава, брат, колку се нервирам. Значи тука го ги натиснете all notification коментари тука. Кај менека, ќе го најдете и ово не е лошо, бајде го следете, ово е газдата на играта. Значи другари, ќе ставите да ме следите и ќе ви стигнуват известувања на време, ќе си видите, гледа, има и наградни игри. Не од мене, има наградни игри, 50,000 атлас. Не се малку 50,000 атлас да ги вземете, да си ги чувате. Чекай да видим само дека беше.
Ки има... Пред колко време го постира в това? Ки има... Ке сага да вземат и на нас ки ни продават лиценци сигурно за Атлас. Да, замислете си легендата, другари. Продаделе се живо. Куки, коли у Америка се шима и се живо е купил у... Коментирам погрешно какво. Се живо е продадел и е купил бродови станици чуда и е живеял у шатор у Америка. Мислям така американец, вие нека да го кажат кой е. Живеял у шатор колко верува у играта. Че замислете си, просека на куки у Америка минимум зависи дека живее е пола милион и се живо е изкупил от играта, братче Атлас, колко верува. Вие викате на мене, един ще пише, брат, ама ти кажуваш финански совет да купуват. Братче, гледай, американците продадел кукията, са не ви кажу да продавате кукията, аз само за биткоин имам кажено пред години. Да се продава, ако цената на биткоин беше 18 000, 20 000, ако продавахте куките и купихте, метайте се колко куки имахте. Сега биткоин е $100,000. Тая е моя много позната аналитика. Дори новинари бяха шокирани от тая моя аналитика, ще изпадна точна. Али типо го продадел се живо, той насловки го става. Продадел се живо у Америка и купил Атлас All-In изнакупувал и живеял у шатор. То не знам пред колко време го е направил и дали още живее у шатор, ама ако е пред 3 години, не верувам више да живее у шатор, тук сигурно живее у замок, братче. Значи това е продал куките у Лизел у Атлас, а вие македонските геймери ми вика, брат, то дега знаеш ки е функционално. Брат, нищо не знаеш у живота. Ево у Скопи излагаш на пешки и те правят масакър. Нищо не знаеш. Тук в Америка ходиш до бензинската, може да те пукат. Ходиш до на работа, може да утепа някой. Тук на телефона си седат, брат. Сега да не пущам видео баш днес как една шо се случило, и не ли ки ми го блокират видеото. Значи, страшна работа, що се дешава в тази държава. Че па и да ми го блокират, че само да не е някой дека беше, да речеме. Гледайте ги. Гледайте го, да ви е по-интересно видеото. То не ми на... Гледай, будалата, брат. Да не видиш камиона дека ти горе. Не ме заебава, брат. Гледай, брат. Може да излегнеш и край. И овай ми вика, брат, отдека знаеш играта ки биде. Брат, ти отдека знаеш утре дали си жив. Че гледай ги лудаците, брат, тук. Чува, Америка е сериозна държава, брат. За яйца ки умре. Вика, отдека знаеш утре ки биде. Нема торта, не може да си направиш, ки си умрел за благо, брат. Нема заебава. Към мене. Че гледай. Че у Америка автобус ако застанува, става цървен знак излява от него, не смееш да му застануваш тука негде, не смееш да му се приближиш, не смееш да го поминеш. Овай, шо мислите, другари? Овай не го погаташ, гледай, тук са вие приклугите. Ще taj камион е беги пари. Гледай, удара си директ. Защо? Затова ще е на телефона. Затова ще се е на телефона. Трябваше да направят специален тим, имаше едно време какво кажи го, цивилка довага до тебе, гледате текста, ще ти пишуват тикет. Брат, нема, много си сериозни тук за законите, за такви работи. Ама сега да ви кажем, дай да купиш стар Атлас. Дека знаеш, вика утре ще види. Брат, ти не знаеш утре дали си жив. Така да наместо и купите мобилни телефон на оваа година ще излегнал нов, наместо кафе, наместо цигари, наместо дискотека, купете си стар Атлас. Значи я не кажувам, купете си от вашата плата, от сметките да скратите, от обликата да скратите, от храната да скратите. Значи дай малко тия прости луги шупишувате, кацнете се на главата, я не давам финански съвет. Че я не кажувам от тия работи да скратите. Че я кажувам да скратите от кафе, от цигари, от мобилен телефон, нов да си купува, ако виж го имате добрио, и от облика, и от дискотеки. Значи, дай малко. Брат, ти даваш финански совет. Не, брат, я давам совет да не трошите за глупости, да инвестирате нещо, ще дава инкъм. Телефона назад не дава нищо. У Македония телефон, защо ви трябва? У Америка исто. Например, ако си нещо онлайн тия работи да гледаш, например, у криптоберзата си да стигне известуване, трябва да ти по-добър телефон и си тия работи. А у Македония, братче, он няма ни крипто, няма ни берзи, няма ни нищо, телефон ки купувал. Да, луги, жити себе. Финански совет не било. Совет е да не си трошите парите за глупости и за спортска, колко трошите. 680 милиона е потрошено Македония за спортска и ми вика, брата, бе ти даваш финански совет да купували игри, отдека знаеш утре дали ке онаде, дали ке постояла. Ама за спортска 680 милиона, това ке постоя, така ли?
Фанавте го, се заедно го промашват. Мръщава, брат. Такви коментари от всеки блокирам, ще им пишат финански совет съм давал. Не е финански совет това, брат. Той е акъл, се вика. Давай ги. Тук, братче, кажуват обясно и каква флота, значи безбедно се. Шо е сега якото? Я, другари. Ки покажам. У видеота, сите видеа, шо ми се за Стар Атлас, ке ставам. Значи, много луги викат, брат, я не знам точно да го найдам ово, Play Star Atlas, одека найдам. Другачиня, пошто не знаете, я ке го правам сега. Тука, под секое мое видео, го тук канало, отваряте го, секое видео Star Atlas, зато е стая на този заградец Star Atlas, ки има. Тука, другари, тай дел, идете More и гледате. Play Star Atlas първото. То е директно да улезете M-Referral, не се знае дали ке ви дава $10. Гледайте луги, ако дава награди, преко моя реферал, по-напред не дозволя в реферал, затоа што много луѓе постира реферал, не дозволя, ама во е моя група, мой YouTube канал, треба да се развива, реферал. Натискате го тука, гледате, потврдено е от моята антивирусна програма, дека е безбеден. Ја плаќам $160 севкупно за Norton и за McAfee. Значи, мора две да имате чуда. McAfee врате нон-стоп, дори на телефоно, и Norton врате нон-стоп. Сега моментално другари сум у Словения. Значи натискате го и директно луѓе воде до да си креирате профил. Значи креирате си тука профил, го. Креирате си профил и другари почнувате. Креирате си креирате си Phantom Wallet. Ако играете играта, не е лошо да си креирате софтуер. Значи софтуер са много по-ефтини транзакциите. Више колко улавате да играете рентали, ментали, значи луѓе почнувате више. Тоа е исто, нема шо да се бунете. Phantom нека ви стоя там дека имате инвестирано, са не е отключен. Phantom нека ви стоя там дека имате инвестирано, да речеме Solana, DAO и ово кажи го и Atlas. Значи автоматски кога ќе осимнете, кога ќе креирате софтуер, значи тука за транзакциите е много по-ефтино от Phantom. Значи, другари, имате реферал тука, го дека е, сега ви покажав, значи тука на видеото на секој Star Atlas што е ставено со заграда, значи, тоа е ставено со заграда, мислам лошо се издржив. Тоа е специјално видео за Star Atlas, дека сегде дека пишува, 6 дел, 5 дел Star Atlas дека пишува, ке има видео, ама ви гледајте најновото видео тука дека е, цуп, улавате, реферал, носе ви директно, ниту да бе хакнале, ниту дали знаете линко, шо било оно, кај мене си е потврдено линко, од мене е, идете реферал, не се знае и на вас и на мене шо ќе ни дае, ако преку моја линк ја крирате, почнете да бидете писмени македонци да се градеме ние, не од странски реферали, значи и тука ги имате и другите исто, Сиги, кој е за информации за Star Atlas, ки си ги разлистате тие, што имате 3 чисти у главата да седнете да размислите, не да ме прашувате пораки по 200 пати. Што да правите? Со извинение, другари, мора да бидам строг така. Значи, другари, играта се више развива. На 5 март ќе има много интересни работи. Ајде више видеото кога го правам големо. Другари, ќе си го разлистате натаму што друго имате екстра. Значи друго шо беше, другари, тука беше само 2 секунди. Atlas Locker, другари, вчера го активирава, ја го постирав у групата. Atlas Locker и овај тука е много добро објаснил. Ја го имам заклучено, тоа ви кажа преска. Ја имам 7000, ама тоа ќе се смене. 7000 имам Atlas заклучено. На не се сеќавам на дека пишуваш. Зашо не го да на колко го имам заклучено? Или само се ставаше, не се кам, само се ставаше и се активираше, мислам. Да, полисо се заклучуваше. Значи активирал съм го на 70.000 сум ставил и 15% и 5. Плано ми е, следния ми е 560.000. Моментално 1000 и на оваа цена. Колко е овоа? Вчера беше $999, денеска е около $1040. Значи планирам Tier 5 да го стигнам. Не Tier 5. Tier 4. Јас сум на Tier 3. Јас сум, се покажувам тука, гледате. Јас сум на Tier. Ископало ми е полис. Чекай, што зборам ја?
Да, исто е тоа. Значи, заклучил сум Атлас 17.000. Да. Значи, следна цел ми е да заклучам 560.000 Атлас. 560.000 Атлас. Покажав ви. 560.000 Атлас по 0.0018. Колко беше? 18.51. Ке ме кошта 1003. Вчера беше по-ефтино. 99. Значи вчера се купени за 909 лева, брат. За 999 долари съм купил 560.000, заебав се, ще не снимам видео. 560.000, ке снимам, мислям, не знам, трябва да направя видеото. Ке купам ако трябва 1036. Значи 560.000 за 1036 купени. Не се казвам за коя цена беше. Не може да се концентрирам, човеци. Значи планирам да заключам 560.000, така ли? Значи Tier 4. Значи гледай, Crafting Fee дискаунт 15% ки ми намале. Respawn Reduction 40%. Това ме прашава много души, шо е. Това е, другари, кои ти унищат флотата у борби. Имате опасна зона, дека лудаци ви кажавки ризикуват милиони долари или 100.000 или 20.000 долари флоти, ке се борят за страшни големи награди. От тази опасната зона, ако ви го нищат брода и флотата, т.е. флотата и екипажа, край, се губите. Ама ние ке играем у зоните, че не са опасни. От тази неопасната зона, кой ви го нищат брода или флотата, респаун тайм има, за да се появя, гледаш ке ми го сголеме за 40%. И плюс ки си платам Атлас. У Атлас се плака за по-бързо да се появи флотата, да не чекаш от ти в тази флота, може да я користиш за борби, може да я користиш за копание, не си изплака да чекате да респаун тайм да биде много. Значи това ми е следна цел, да заключам 560.000. Дури другари, гледайте. Значи, аз съм сега Tier 3. 0.008 солана ми лупа, а гледайте, за една нула ке скратам. 0.012 солана ке ми взима. Значи, фито ке ми се намаля за транзакциите. Значи, смета я како ще правям толкова много транзакции, другари. Значи, ке е много интересно. Друго ще имаше. Да, Rental Fee и го гасам видеото стана, со извинение, мора да имам тук, другари. 53 минути, скоро сад време. Това е, другари, ако сакате да научите, мора да се гледа такви видео. Гледате, и сакам 15 минути, бръмблам колко шо можем по-бързо, дори губаме и концентрация, пробвам шо по-бързо да окажем видеото, не бива, другари. Сакате 15 минути видео, не може, брат. Сакате да направите пари, сакате да научите за играта, видеото се тия. Тия 200-300 луги ще ги гледат сега, си направят пари. Другите ще ги гледат 2-3 или 5 луги, ще ги гледат после няколко години. Ке правят пари, ама много по-малко. Мислям, ке правят пари, ама на много по-скъпа сума ки улагат. Значи Tier 4-ката, значи Rental Fee дискаунт 15%. Значи аз ще ги рентам флотите, аз съм ги заключил 560.000 Атлас, 15% ке ми се намаля. Шо е супер, брат. Ке съм му предност пред да увият 10 и удовият 5 и от уния Rental Fee, шо няма никаков да имат. Значи ке съм пред 3 типа на играчи, ке съм му предност. Това е, другари, значи гледайте да се концентрирате на нещо, ще е паднало. Гледате, много е паднано, другари. 80% е доле. Значи, гледайте, те ще се купили на 0.62, ще сте купили на 0.40, ще сте купили на 0.33. Гледайте да си направите price correction, другари. Тие ще сте купили, за $100 сте купили на 0. Колко беше? На 0.33. Сте купили само 303 коини. Така ли? Другари, гледайте, на $100 делено, кога го изпощивте, беше 0.08. Ке купите 1250, другари. 1250, така ли? По 0.33 е 421. Значи вие това ще сте го купили, другари, гледайте колко пари. Значи сега, ако вие коригирате, вие сте на коня. Що е
Вие сте дефинитивно од магарето сте на ујделе на коњо. Не забравајте математика, луѓе, за $100 што сте купиле на 0.33 сте купиле само 303. Сега, другари, за $100 делено на 0.0, еве више ујдело, 9.8, ќе купите 1020 токени. Значи, другари, гледајте, значи, просек ќе си ги коригирате, значи, плюс, да речеме, 303, ќе имате 1323, така ли? Значи, другари, гледајте да си коригирате и да си бидете на плюс. Тоа е, другари, значи, гасам тука, гледајте ги видеята, споделете ги видеята на други луѓе, не се срамувајте, ја ви гарантирам, не се срамувајте луѓе на Facebook да ги споделят овие видеа или да ги пратите на сите ваши другари што се гейминг. Ке ве благословат или ќе се кајат што не са го гледале видеото да ве послушат. Споделете, лайк, шо повеќе коментари, значи билдаме го канало, тоа се ќе биде бенефит за вас. Јас сам видел, знаете што сам видел, сум кажал, се остварува. Реклами кој може да остае нека вртат, американците кои гледат дека рекламите вртат ќе дават повише, значи реклами, се повише реклами, направете си, кажи го профил, направете си, да не забравяте, другари, направете си акаунт на и да не я играете и да не планирате, направете си, другари, нека си стоя спремно, имајте си Software Wallet, имајте си Phantom Wallet, имајте си Playstar Atlas и чекајте. Купете си DAO, купете си Atlas, чекајте луѓе, ќе си рентате флоти полека, $1, по 2, по 3, по 4, ќе си направите парички. Чао, другари, и не забравяйте до краја на декември, кога ќе направам долар флип, ќе има наградни игри за тие што се најактивни у коментари, што се најактивни да споделуват видеото, што се ги изгледале моите видеа, еве за тие што гледат ќе ги давам хинт. Значи црвени видеата треба да се гледате, значи изгледале се го видеото. Кој не може да го гледа или не го интересира тоа видео да го гледа, може да го гледа, натискате го, ставате го, оно е добро, гасите го звук и го ставате видеото да работи. И оно си врти рекламички, за продолжете и други македонски канали така, што сте ги изгледале, например, оставете ги да врте, ако се појават реклами, да и правите на тие македонски канали пари. Јас се извинувам, сега ќе кивнам 100%. Јас се извинувам, другари. Гледајте, да помагате на македонските YouTube канали, другари. Помагајте на нашите каналчиња македонски. Има доста македонски канали, Мандаре Гейминг, такво е планирано со него да се дружиме, ќе видиме. Помагајте на македонски канали, другари. И со тоа што ја помагате, другари, правите добро и со добро ќе се врне. Значи учите се да правите добро, со добро, другари, ќе ви се врне тројно. Секој човек што става лајкови на македонски канали, што коментира, што ги споделува, што и пишува добри работи, што ги рекламира, другари, ќе ви се врне. Самата карма ви се поправа, другари. Значи почнете да правите добро, другари. Престанете само српски и чудни канали там да гледате и нив да ги подржувате. Да, дават србите и бугари, и хрвати, и црногорци, прават многу јаки видеа, да, и кај нив поддршка дадете се, ама гледајте македонските канали да ги поддржувате исто. Чао и поздрав!